Ненад Савески официјално ја даде свечената изјава пред собранискиот спикер Гаши по вчерашниот избор во Законодавниот дом за државен јавен обвинител. Во изјавата која ја даде за медиумите пак посочи дека ќе работи само според уставот и законите и дека главен приоритет ќе му биде дигитализацијата и модернизацијата на ОЈО, но и предметите за кои јавноста очекува разврска. Сепак вели, приоритизацијата ќе се прави според тоа како налагаат уставот и законите, а не партиите, а пак неговите предмети кои досега ги имаше како судија ќе бидат распределени кај други суди. Секој предмет има еднакво значење. Нема да правам приоритети на предмети, се знае само кога има законски основ кои предмети имаат приоритет. Селекција не се прави на тој начин, ниту од кого би бил повикан како да постапам, напротив, има законски регулативи врз основа на кои што секој јавен обвинител постапува. Тие важат и вчера, и денес, и утре, и во иднина, така да јавноста, вклучително тука и политичката јавност, има право да има очекувања, има право да го коментира постапувањето на јавното обвинителство и јавните обвинители генерално. Во врска со вчерашното гласање во собранието, каде со за се изјаснија 66 пратеници од парламентарното мнозинство, Савески им се заблагодари, но посочи дека очекували поголема поддршка и од опозицијските пратеници. Сепак посочи дека интересите на политичките партии нема да бидат во доменот на неговиот интерес. Вака, морам да изразам задоволство прво за сите гласови кои што на пратениците кои што ме поддржаа. Да бидам искрен, очекував поширока поддршка. Меѓутоа, интересите на политичките партии не се предмет на мој интерес. Во секој случај, секој кажан збор во поглед на вчерашната расправа за мене беше секој збор вреден и ценет и од големо значење, така да товар не чувствувам. Денешната работна агенда Савески ја почнува со средбите со јавните обвинители со кои ќе треба да соработува, но и како што рече, да го запознаат со состојбите и она што останато како приоритет за да се почне. На вчерашната пленарна седница Савески беше избран со 66 гласа за, 2 против и 8 воздржани. Генерално на расправата народните избраници не ја спореа неговата биографија и искуство иако ги изнесоа своите очекувања, но се обвинуваа за тоа кој е виновен, за тоа што довербата во правосудството е само 2%.